Со наискрени желби за здравје, среќа и успех ја започнуваме нашата прва емисија во 2022 година, во која ќе направиме кус рекапитулар на ланската и што не очекува во току-што започнатата година. Автомобилската индустрија дочека годината 2021 со оптимизам. Ковид-карантинот ги олабавуваше своите прангии, а производството се враќаше во нормала. Салоните ги отворија вратите за купувачите, ама нив таму ги дочека голи ѕидови. Возила немаше. Започнаа да пристигнуваат вести за недостатокот на чипови, за кои сите сметаа дека е последица од пандемијата и дека ќе се надмине за некој месец. Времето покажа дека не било така. Ситуацијата од ден на ден стануваше се поалармантна и дури и најлошите проценки на аналитичарите се покажаа како недоволно црни. Менаџерите на автокомпанијата се зафатија со неблагодарна работа, да ги распределат чиповите што ги имаа за производство да претрпи најмала можна штета. Приоритет имаа најскапите и најефтините возила. Првите затоа што носат пари, а вторите затоа што имаат малку електроника. Настрадаа токму оние кои ги правеа бројките, но и ги ѕидаа профитите, во голема мерка преку трендовската екстра опрема која најмногу се базира на чиповите што недостасуваат. Плюс на сето ова, растеа и цените на другите репроматеријали и суровини за производство. Како резултат, возилата започнаа да поскапуваат, посебно популарните модели чии листи на чекање се раздолжија на повеќе од 12 месеци. Во сето ова својата шанса ја видоа дилерите кои триеа раце од добрата заработка. Попустите се истенчија, а некои од нив на своја рака ги ѕидаа цените на моделите за кои имаше најголема побарувачка. Еден таков е и Ford Bronco, за кој од Америка стигна извештаи дека се продава и по $15,000 поскапо отколку фабрички препорачаната цена. Други вести велат дека дилерите ги зголемиле своите профити на новите возила за 65%, чија цена во просек пораснала за 12%. На ова реагираа производителите кои им ги намалија маржите на трговците, но тие воопшто не се загрижија бидејќи сето ова се одрази на цените и на користените возила. Според статистиката, тие имаат пораснато за 19%, а заработката на трговците од нив за скоро двојно повеќе. Работата отиде толку далеку што некои од моделите како половни се продаваат поскапо отколку нови, заради проста причина што ги нема во салоните на дилерите. Во такви услови продажбата на возила во Европа стагнираше и за првите 11 месеци се задржа на ланското ниво од 10.600.000 возила. Очекувано, германците како љубители на техниката купија за 8% помалку нови возила, додека пак спротивно на нив, италијанците се подновија со 9% повеќе автомобили. Другите големи пазари, Велика Британија, Франција и Шпанија, пораснаа за скромни 2-3%. Учеството на електричните и плагин хибридните возила на месечно ниво се зголеми на 26%, исклучиво на сметка на дизелите кои опаднаа на само 18% од вкупно продадените возила. За побрза транзиција кон електриката ќе придонесе и договорот од самитот за климатски промени во Глазгов, каде светот се договори возилата со мотори со внатрешно согорување до 2035 година да бидат исфрлени од развиените пазари, а до 2040 и од останатите.
Иако оваа точка содржана во завршната декларација беше прифатлива само за 6 производители на возила и 34 држави, тоа сепак представува значаен напредок кон почистата иднина. Изостанаа најголемите, главно заради резервите околу поставувањето цврсти рокови, бидејќи автомобилските производители зависат од добавувачите, со кои во моментов се нарушени редовните текови на снабдување со потребните компоненти. Во менаџирањето со тоа доста успешно се справија двата најголеми автоконцерни во Европа, Volkswagen и Stellantis, кои ги задржаа вкупните испораки на ниво скоро идентично на ланското. И покрај неколкуте позитивни месеци, Renault-Nissan алијансата киксираше со 12% помала продажба, додека пак корејците успеа да пласираат за чудувачки 22% повеќе возила. Најголем добитник сега е Тесла со пораст на продажбата за 86%, додека најмногу загуби Форд, чиј минусот иде до 17%. Според модели гледани, иако немаше некои реални издржани предвидувања дека Volkswagen Golf ќе го напушти европскиот трон, тоа не се случи. Тој и понатаму е на врвот со продадените 190.000 примероци за првите 11 месеци од 2021 година. Зад него на изненадување на сите се најде Dacia Sandero, 178.000 продадени возила, за околу 2.000 повеќе од третопласираниот Renault Clio. Со нешто помала разлика следи Peugeot 2008, кој пак за само 1000 возила беше поуспешен од своето братче 208. На топ 10 листата најпродавани се најдоа уште и Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris, Opel Corsa, Fiat 500 и Citroen C3, додека 11-тиот Renault Captur за само 500 возила не успее да влезе во неа. Од нив најголем пробив направија Fiat 500 и Peugeot 2008, чии испораки пораснаа за 35, односно 28%, благодарејќи во голема мерка на нивните електрични верзии. Најмалку пак загубија Golf и Clio, чии купувачи се намалија за 24, односно 21% соодветно. Најголем скок во изминатата година забележаа електричните и плагин возилата. Да биде иронијата поголема, токму новите на репертоар производи ги извадија позитивните биланси на марките. Некои најавени уште лани својата кариера ќе ја започнат во оваа година. Од останатите поуспешни покрај Tesla Model 3 вреди да се издвои и Hyundai Tucson, чија продажба порасна за вртоглави 70%. Од забележливиот пробив на кросоверите најмногу ќарија уште и Volkswagen со T-Cross, Ford со Puma и Volvo со XC40, кои продадоа за 16 до 18% повеќе, очигледно на сметка на А-класата на Mercedes и Škoda Octavia, чија продажба се намали за 25, односно 21%. Сите овие бројки кажуваат дека картите се уште се мешаат, иако пост-ковид партијата покер е започната. Најсилните джокери за неа, сите до еден електрични, ги има Volkswagen групата и тие веќе се покажани. Така на ID4 и Škoda Enyaq и другите кои веќе на големо ги освојуваат европските пазарни пространства, ќе им се придружи и Cupra Born. Со задоцнување за достанатите марки во групата, Seat со него ја започнува масовната електрификација на својата гама. Поставена на заедничката платформа и се произведува во фабриката на Volkswagen во Цвикау. Cupra Born ќе ја започне својата кариера со еден електромотор со 204 конски сили и пакет батерии од 58 киловат-часа. Набргу ќе следат верзиите со 150 и 231 конска сила, а се споменува и моќна изведба со 2 електромотора и околу 300 коњи. Сериозен настап се очекува и од Volkswagen ID5, кој е купе верзија на електричниот продажен хит ID4. Од него има задржано доста стилски елементи на кои им е додадена спортски спуштена линија на покривот.
Кабината, која е скоро идентична, доби единствени комбинации на бои и амбиентално осветлување. Во поглед на погонските опции, стартот на понудата е со погон само на задната оска и 174 коњски сили. Следи истата конфигурација со 204 коњи, а на врвот е GTX верзијата со 2 електромотора со вкупно 299 коњски сили. Сите варијанти добија батерии од 77 киловат-часа, кои им овозможуваат автономија меѓу 480 и 520 километри, а значајно е што поддржуваат полначи од 135 киловати. Не треба да се подценува ниту Dacia Spring, освојувачот на Автобест 2022, европското признание за најдобар автомобил за парите во Европа. Со извонредна автономија и енергетска ефикасност, првиот електричен модел на романската марка на јуриш започна да ги освојува европските пазари. Настапувајќи со исклучително поволна цена, доби мисија да докаже дека електричните возила може да бидат достапни за секого. Покрај сериозните продажни резултати што ги остварува, започна да ја менува и свеста на луѓето за зелената агенда и замената на возилата со класични мотори со електрични. Посветеноста кон електричната иднина Рено доста конкретно ја докажува и со Меган и Тек. Сега со блага кросоверска форма, новото издание на популарниот француски модел целосно е подготвен за пазарното лансирање планирано за првата половина од годинава. Ке биде понуден во две верзии со 130 и 220 коњски сили, со батерии од 40 или 60 киловат-часа кои обезбедуваат автономија од 300, односно 460 километри. Познати се и цените кои ќе стартуваат од 35.000 евра. Од француско-јапонската алијанса годинава конечно треба да пристигне и одложуваниот Nissan Ariya. Овој купе кросовер кој ја представува иднината на електричните возила на Nissan е поставен на нова платформа која ќе ја зголеми онаа од Leaf. Ке биде на располагање во широк диапазон верзии со моќност помеѓу 215 и 394 коњски сили и автономија од 360 до 500 километри. Значајна карактеристика е и полуавтономната ProPilot технологија, а јапонците очекуваат од него годишно да продаваат по 30 до 40.000 примероци. Силни адути имаат и корејците. Покрај Ioniq 5, кој стана германски автомобил на годината, тука е и Kia EV6, со кој ја дели заедничката механика. Појавувањето на овој модел беше навистина експлозивно. За само еден ден откако беше представен во Јужна Кореја собра 21.000 резервации. Не е ни чудо бидејќи има импресивни перформанси кои ги остварува со комбинираните 585 коњски сили од двата електромотора на врвната GT изведба. Максималната брзина електронски е ограничена на 260 км на час, а при питомо возење батериите од 77 киловат-часа ќе обезбедат поминување на 400 км. Значајна особина му е и што може да напојува надворешни потрошувачи на струја и да полни друго електрично возило. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас.
Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Особено агресивни на глобалниот пазар стануваат азијските марки. Како печурки се појавуваат со компетитивни производи и примамливи цени, сакајќи да ја наметнат својата филозофија. До пред некоја година на нив се гледаше со подсмев, а денеска се реалност на глобалниот пазар, нудајќи атрактивен дизајн, актуелна технологија и разбирлива цена. По својот дел од колачот посегна и кинезите предводени од MG, преживувајќи ја бурно минатата деценија и задржувајќи го своето присуство само во Велика Британија, скоро целосно заборавената марка полека ја трансформира гамата од бензинска во електрична. Фронталниот напад на континентална Европа ќе го предводи субкомпактниот кросовер ZS, чии линии зрачат со модерна привлечност. Електричната погонска група со солидни 204 конски сили ја црпи енергијата од два пакета батерии од 50 и 70 киловат-часа, кои обезбедуваат сосема доволни 320, односно 440 километри автономија. Адут му е и цената која за малку надминува 30.000 евра, колку што ќе чини и вториот модел за кој во MG сметаат дека ќе ги заинтересира европските купувачи. Тоа е лани представената втора генерација на MG5, чиј главен аргумент е што е единствен електричен караван кој во моментот се нуди на пазарот. Ке биде опремен со електричен мотор со 156 конски сили и батерии доволни за поминување 400 километри. Самоуверено етаблирајќи се на светската автомобилска мапа, NIO полека ја оформува гамата со која ќе му конкурира на Тесла, што во моментов е нивна единствена желба. Неа ќе ја предводат моделите ET5 и ET7, чии цени делуваат превисоко, иако навистина нудат големи можности. Посебно помалиот седан за кој кинезите тврдат дека со едно полнење на батериите може да помине дури 1000 километри. Дали навистина е така, први ќе се уверат купувачите во скандинавските земји, Велика Британија, Германија и Холандија. На салонот на автомобилите во Минхен своите европски амбиции нескриено ги покажа и Great Wall, кој откако не успеа со теренците и пикапите по втор пат тргнува во поход на стариот континент. Менувајќи ја стратегијата, кинезите сега ќе им се додворуваат на тукашните купувачи со премиум електрифицирани возила. Ги предводат ретрофутуристички дизајнираните Ora Cat 01 и 02, чиј изглед дефинитивно ќе предизвика поделени мислења. Располагаат со електромотор со 170 конски сили, а двата пакети батерии обезбедуваат автономија од 300, односно 400 километри. Амбиции има и за спортската лимузина Cat 03 со моќни 408 конски сили, ама тешко дека таа би им се допаднала на европјаните. Виетнам како земја досега во ниедна конотација не можеше да се поврзе со автомобилската индустрија, но тоа во блиска иднина ќе се смени по заслуга на младата компанија VinFast. Основана во 2017 година, инвестираше $1,500 милиони во супермодерен фабрички комплекс и ги собра кај себе најголемите умови од автомобилската индустрија. Го ангажираше и дизајнерското студио на Пинифарина, а електрификацијата ја постави како предводник на својот глобален пат.
За постигнување на своите амбициозни цели, Винфаст ќе понуди повеќе модели со кои ќе опфати разни пазарни сегменти по пристапни цени и со посветена грижа за купувачите со 10 годишна гаранција. Трендовите наложија први да бидат два спортско корисни возила, означени како VF E35 и E36, кои пионерските чекори ќе ги направат со заедничка платформа со батерии вградени во подот. Годинава што помина, светот ќе ја памети и по противењето на Тојота за изфорсираната електрификација. Јапонците сепак не можеа да си дозволат да ги игнорираат трендовите и ги подготвија првиот свој модел од наменски издвоеното 7-члено семејство возила, обединети под називот Beyond Zero. Затоа и во неговиот малку криптичен назив BZ4X првите две букви се кратенка од ова, а преостанатото кажува дека е кросовер. Платформата на која е поставен има уникатна специфичност да користи еден или два електромотора кои ги задвижуваат предните, задните или сите 4 тркала. За водено-ладените батерии, кои се составен дел од лесната конструкција, јапонците тврдат дека и после 10 години ќе задржат 90% од своите изворни перформанси. Развиена е во соработка со Subaru, чиј модел ќе има ознака Solterra. За компанија како Toyota да се има само еден електричен модел не беше доволно. Без некои конкретни најави, представувајќи ги своите планови за иднината, тие покажаа 15 на концепти. Сите се електрични и ќе бидат лансирани до крајот на деценијата. Некои од нив ќе пристигнат годинава, но засега нема прецизни информации за тоа. Иако со задоцнување се вклучија во масовната електрификација, европските премиум производители бргу го надокнадуваат изгубеното. Мерцедес ја проширува флотата батериски електрични возила, а BMW повторно се става во брзата лента. Електрификацијата на BMW пак не е толку стихина. Систематски пополнувајќи ги сегментите после веќе лансираните i4 и iX нареде луксузниот i7. Потврден уште минатата пролет дека неговиот развој е во одмината фаза, баварците ни докажаа со видеа од тестирањата на високи температури и смрзната подлога во поларниот круг. Тоа на инженерите треба да им даде увид во динамичките максимуми на погонскиот систем и издржливоста на батериите во екстремни услови. Според планот на BMW, продажбата на оваа електрична лимузина ќе започне кон крајот на годинава. Ќе биде базирана на флексибилната CLAR платформа со користење на технологиите од iX, кој располага со преку 500 конски сили и батерии кои овозможуваат автономија од 630 км. За разлика од своите конкуренти од Минхен, Мерцедес се опфатно електрифицира својата гама и оттаму годинава треба да очекуваме неколку нови модели. Прв на списакот е мултинаменскиот EQB, кој на еден прифатлив начин ги спојува компактните димензии, семејната функционалност, трендовските кросоверски линии и електричниот погон. Ќе биде на располагање во повеќе варијанти со различна моќност, автономија и погон само на предните или сите 4 тркала, а ќе се произведува во Унгарија. Со слични карактеристики, но од сосема друга перспектива настапува и EQT, кој е патничка верзија на Цитан. Има амбиции да промени многу нешта во оваа класа, но дали на вистина тоа ќе го стори, не треба да се суди само според изгледот, туку и по механиката позајмена од Рено. Сериозен играч ќе биде Mercedes EQE, кој представува електрична алтернатива на E-класата. Оваа лимузина ќе настапува како бизнис авангарда на гамата и затоа германците немаа многу дилеми каква треба да биде. Продолжува по патот што го трасираше луксузниот EQS, од кој ја позајми атлетската каросерија со познатиот купеовски дизајн.
Предните врати автоматски се отвораат, задната оска е управлива, а ослонувањето може да биде и адаптибилно. Во почетокот на продажбата ќе биде на располагање само во една верзија со електромотор од 292 конски сили и автономија од 660 км. Иако сите погледи се насочени кон еколошките возила, се уште не се гледа крајот на старите добри спортски автомобили скроени по класичниот рецепт. Нив годинава ќе ги има во запазен број. Големи очекувања се полагаат во спортско корисните возила кои ќе пристигнат од сите континенти, а во компактната класа ќе има повеќе новости. Некои одбиваат да бидат електрифицирани, а некои се гордеат со тоа. Но едно е сигурно, изборот ќе биде голем, барем виртуелно. Покрај своите тврдоглави напори за интензивна електрификација, производителите на возила не заборавија дека светот на тркала се уште не пулсира во ритамот на електричните херци, туку го движат октаните. Мерцедес и тука има и една од највозбудливите премиери. Родстерот SL, кој после скоро 7 децении се враќа на корените за со својот безпрекорен стил повторно да владее во светот на джетсетот. Подплатнениот покрив сега се распоредени 2+2 седишта, дозволувајќи да се ужива во неговата елеганција со поголемо друштво. Од погонските опции на располагање е само 4-литарскиот битурбо V8 на AMG во две изведби со 476 и 585 конски сили, но споменато е пристигнување и на плагин хибридна изведба. Возбудлив новитет е и спортистот на Nissan во чија ознака нема повеќе бројки. Остана само буквата Z затоа што таа се кажува. Во својата 7 генерација тој уште посамоуверено настапува и го наследува најдоброто од сите пред неа. Дизајнот е исчистен од целата шминка и сите линии и детали се едноставни. Со благ ретро изглед, без робување на трендовите, се е складно интерпретирано во една динамичка форма на која никој не може да ја најде замерка. Моторот позаимен од Infiniti е 3-литарски турбо V6 со 400 конски сили, за кои се очекува да изгалопира до 100 км на час за помалку од 5 секунди. Сите ќе ги поздрават за држувањето на погонот само на задните тркала и 6-степениот мануелен менувач, иако ќе може да се добие и со 9 степен автоматски. Вистински гени ќе има и новата генерација на Honda Civic, посебно во Type R изведбата. Иако незините тестирања се во интензивна фаза, досега нема никакви детали за погонската механика. Љубителите на марката се надеваат дека се вистините шпекулациите за хибридниот мотор со околу 400 конски сили, проследен со погон на сите тркала, што ќе представува храбар чекор на јапонската марка. Сметаат дека се во право заради ветувањето на Honda во Европа да нуди само електрифицирани возила. Затоа и новиот HR-V ќе има само хибриден погон кој се состои од 2 електромотора и 1,5 литарски бензинец. При ниски и средни брзини тркалата ќе ги движи само струјата која бензинскиот мотор ќе ја произведува. Тој ќе стапува на сцена само при поголеми брзини, кога преку директна врска без менувач ќе се грижи за динамичноста на новиот HR-V. За разлика од него, долго очекуваниот помал кросовер на Алфа Ромео, наречен Тонале, ќе има класична хибридна шема. Токму нејзините перформанси беа причина за неговото одложување, но сега е известно дека тој ќе се појави на почетокот на годинава. Според непотврдените информации, ќе располага со 240 конски сили, добиени од плагин хибридниот 1,6 литарски агрегат. Обичните бензинци ќе имаат 130 и 160 коњи, а ќе доаѓа и со 130 конски дизел.
Иако овие бројки изгледаат слично, тие сепак не се во корелација со механиката на хит моделите на Stellantis за 2022 година, Peugeot 308 и Opel Astra. Во нив е вплотена целата ударна сила на здружената компанија, предводена од мултиенергетска платформа која покрај бензинските и дизел агрегати сега ги обединува само плагин хибридите. Електриката ќе стапи на сцена во 2023-та. На француско-германските хеджбеци ќе им се придружи и DS4, кој дополнително ќе ја зацврсти синергијата во групата бидејќи ќе се произведува во погоните на Opel во Руселскајм. Додека PSA се повлекува од сегментот на малите автомобили, нивниот поранешен партнер Toyota реши да се редефинира. Како покажа со наследникот на iGo, кој сега ја доби додавката X, за која Toyota ни вели дека се чита крос. Малку поголем од предходникот, тој е сосема различен од него со кросоверскиот облик, кој го прави моментално најразигран модел во гамата на Toyota. Јапонците ветуваат дека има сериозен потенцијал да биде голем хит на стариот континент, посебно ако го опремат со хибриден погон, за што засега нема потврда. Продажен хит сигурно ќе биде Sportage, на кој Kia сега му намени регионален пристап. Европската верзија малку се разликува од другите, но еднакво силно ќе го пробива новиот дизајнерски идентитет на марката. Покрај сомотниот изглед, Sportage ќе се докажува пред купувачите и со малку променетите димензии, премиум ориентацијата на внатрешноста и погонските групи сега сочинети од два бензински мотори, еден дизел и еден хибриден систем. Подоцна се очекува и плагин варијанта, а за електриката нема најави. Провокативно, но сепак доста воздржано настапува и Dacia со семејниот полукросовер наречен Jogger. И покрај тоа што на почетокот ќе се нуди само со класични мотори, романците се сигурни дека ќе ја заинтригираат публиката. Моментално е најголем модел во гамата на марката и има 7 седишта и нагласена просторност, дополнително облагородена со доста практични решенија. Според првичните информации, основната изведба на Dacia Jogger ќе чини околу 15.000 евра. Шкода нема потреба да се грижи за заинтересираноста на купувачите, заради што и новата Фабија цврсто продолжува по зацртаниот пат од своите предходници. Дизајнерски ги има имплементирано најновите изразувања на марката и за разлика од порано, сега и таа е поставена на MQB платформата, иста онаа која имаат Polo и Ibiza. Нејзиното користење и донесе значително поголеми димензии и бројни нови технологии од групата. За жал, не и кај погонските групи, кои ќе бидат само бензински. Дизели и хибриди нема да има, а во иднина може да очекуваме уште и верзија со погон на природен газ. Продолжете со доброто расположение и следната седмица. Оние што се на распуст нека уживаат во одморот, а сите се гледаме следната сабота. До гледање.